Министерке, по доаѓањето на Бајден во Белата куќа, многумина воздивна, сметајќи дека трансатлантското партнерство на САД и Европа, вклучувајќи го тука и Западен Балкан, ќе се врати на нивото на кое беше пред мандатот на Трамп. Какви пораки слушате на средбите во Пентагон и Стейт Департментот? На каков ангажман и интерес американски може да се надева Северна Македонија? Мислам дека можеме да се надеваме на поддршка и интерес кон регионот, но она што мора да го калкулираме е дека ќе постои многу голема конкуренција со други теми кои што се и покритични и кои што за Америка стануваат на моменти поалармантни или победни. Со каков печаток заминувате од средбата со новиот заменик помошник државен секретар и специјален пратеник за Западен Балкан Габриел Ескобар, кој го замени Метју Палмер на оваа функција? Имавме навистина многу добра, многу важна и квалитетна средба со новиот представник за Западниот Балкан, со господинот Ескобар. Уште на самиот почеток, она што е позитивно за нас, ми даде до знаење, ја испрати пораката дека и неговата кариера започнала на Балканот и дека буквално неговата амбиција е многу голема. Дека очекува навистина Соединетите Американски држави да имаат постојан ангажман, да водат политика кон Балканот, а таа политика се поклопува со нашите стратешки интереси. Тоа е безбеден Балкан, тоа е Балкан кој што соработува и ги решава своите проблеми, но тоа во исто време и Балкан кој што е интегриран во Европската Унија. Она што беше важно е што и во услови на ковид рестрикции, кои што се особено големи во американскиот Стейт Департмент, пораката на администрацијата е дека Северна Македонија е сојузник на кој можат да сметаат и сојузник со кој имаат навистина заеднички интереси. Така што јас и таа средба ја сметам како порака во таа насока. Дека нашето партнерство, нашето сојузништво, особено после членството во НАТО, веќе има и дополнителна зрелост. Во минатото, своевремено со секретарот за одбрана Џејмс Матис, изградивте одлични релации кои подразбираат дека земјава има близок пријател на исклучително висока позиција во Вашингтон. Како помина средбата со новиот секретар за одбрана Лојд Остин? На поранешниот секретар за одбрана Матис, нашата држава многу му должи. Во едни моменти кои што беа критични и во рамките на НАТО, и во рамките на американската администрација, буквално ни обезбеди влезницата. Ни обезбеди американската поддршка на нашето членство. Меѓутоа, мислам дека и фактот што имавме прилика на највисоко ниво да се сретнеме со првиот човек на Пентагон, покажува дека тоа не било однос на еден човек во поранешната администрација, туку дека тоа навистина е доверба која што како држава успеавме да ја создадеме во Соединетите Американски држави. Знаете како сојузништвото не се прави на состаноци, ама кога во вакви околности ќе добиете состанок, тоа е резултат на сојузништво кој што сте го создали и сте го развиле со многу работа и со создадена доверба. Пораката главна која што ја слушав на сите средби, особено на средбата со секретарот во Пентагон, е дека смета дека трансформацијата која што ја направивме како држава и во поглед на домашните реформи, и во поглед на односите кон соседите, е еден од ретките светски примери. И дека сакаат да се чувствуваат како дел од тој успех. Така што мислам дека и самата средба во моменти кога во Вашингтон се одвиваа навистина многу важни и тешки прашања врзани со безбедноста, покажа дека со работа, со доверба и со одржан збор сме создале навистина силно блиско сојузништво кое што и САД го цени. Министерке, од соопштенијата од вашите средби во Вашингтон може да се прочита дека една од темите е блокадата на Бугарија за влез во Европската Унија, поточно за почеток на преговорите со Европската Унија. Дали Соединетите Американски држави имаат начин како да влијаат на ова прашање за да се деблокираат евроинтеграциите на Северна Македонија?
По ова прашање сите треба и сме внимателни. Одлуката за почеток на преговори со Европската Унија ја носи Европската Унија. Меѓутоа, ако постоела една тема по која САД и Европската Унија имале навистина идентична позиција, тоа од секогаш било дека Балканот е важен и стратешки и безбедносно и дека иднината на Балканот треба да биде во Европската Унија. Така што се разбира дека, како и со Преспанскиот договор, како и со сите претходни премрежија низ кои што минавме, прво сами треба да се посветиме на прашањето. Се разбира дека одлуката ќе се носи во европските главни градови, голем дел од одлуката ќе се носи и во Софија, но не е сеедно каква ќе биде позицијата на еден геополитички фактор како што е САД. И мислам дека пораката конзистентна беше онаа која што ја спомнав пред некоја минута. Стратешки интерес на САД е безбедна, стабилна и просперитетна Европа. Стратешки начин да се стигне до таа цел е Балкан кој што е мирен, Балкан кој што ги решава проблемите и Балкан кој што е дел од Европската Унија. Така што мислам дека е важно дека и од Вашингтон ќе стигаат такви пораки. Вашиот престој во Вашингтон доаѓа во период на сериозна политичка криза меѓу сојузниците на Пацификот. Колку заладувањето на односите меѓу Франција и САД поради новиот пакт на Америка, Велика Британија и Австралија во Индо-Пацификот треба да го загрижува регионот, Балканот и земјава? Како членка на Алијансата, дефинитивно имаме интерес од тоа Алијансата да е поефикасна и да е поуспешна. А предуслов за тоа е кохезијата. И мислам дека тоа беше клучната порака и клучната цел на последниот самит на НАТО. Сметам дека и овие две глобални сили, но и Алијансата ќе смогнат начин да ги надминат овие разлики. Но прашањето околу пактот, малку помалку пактот, малку повеќе и набавката на голем број на подморници, покажува колку и вниманието на Соединетите Американски држави се движи, се поместува од Средниот исток кон Далечниот исток и кон Пацификот. И сметам дека анализите мора да ги вршиме земејќи ги предвид сите овие работи. Значи не е само Афганистан, не е само овој договор, туку тоа е едноставно резултат на новата политика која новиот американски претседател Бајден многу отворено ја дискутираше и во текот на предизборната кампања. Така што во Вашингтон малкумина се изненадени од таа промена. Факт е дека најверојатно комуникацијата помеѓу сојузниците не била извршена на најдобар можен начин и сега се соочуваат двете земји со можеби најтешкиот момент во билатералните односи во последно време. Но историчарите би кажале не е тоа прв пат, најверојатно нема да биде ни последен пат, но силата на Алијансата од секогаш била што во вакви моменти сепак разумот и заедничките интереси надвладувале. Министерке, ви благодарам за гостување во 360 степени. Благодарам, фала на поканата. Поздрав.